Вистина дека имало некаков упат во вашиот дом и зошто се посомневавте на тоа? Во нашиот дом е влегувано повеќе пати, но последниот пат одлучивме да објавиме. Ние имаме докази, секогаш кога го излегуваме од дома, кога нема никој дома, си оставам белег по кој што знам дали некој влегува внатре. Овој пат точно го знаеме и местото каде што претурале. И намерно излеговме со ова информација за да не ја оставиме простор да подметнат нешто. Се сомневам дека може да ми донесат 10 бомби или да донесат дрога. Со вакви луѓе, со вакви монструми треба да бидеме подготвени на се. Во мојот дом немам ништо недозволено. Ништо не држам што е забрането со закон, освен моето оружје кое што го имам со дозвола. Прашање? Имате ли некакви закони, притисоци и уцени ви на пристојни предлози за да ги стопирате вашата активност? Немам директни закани, но најверојатно сум следен со таа така наречена техника на јапонско следење или по овие можеби се толку непрофесионални неуки, па ги забележувам. Значи постојано сум следен, тоа го знае и моето обезбедување и мојот возач, луѓето кои што се со мене. Вчера околу 15 за 11 детето имаше алергиски напад, заедно со супругата излеговме да го носиме на доктор. На местото каде што стои мојата кола, бидејќи истрчав така ненадејно, видов маж и жена во кола со затемнети прозори, но јас не се плашам од нив, се стрчам кон нив и тропнав на прозори и ја отвори вратата. Само да ја кажам дека знам дека се овде. Не може да глумат љубовен пар под најсветлата сијалица на паркингот, на место каде што минуваат луѓе. Потоа, кога се вративме после од прилика 1 час, на другата страна повторно ги начекав. Тутурутки, неспособни се, немат, овие не се полицајци, овие се примени партиски, не си ја знаат работата. Се шегувам со нив, но еден од нив можеби ќе го добие дебелиот крај. Ако начекам некој да се приближи малку повеќе до мојот дом, во самоодбрана ќе го нападнам. Значи домот е света работа, ако начекам било кој во мојот дом, може да биде нападнат. Нешто што најмногу ме загрижува е тоа што нашата поголема ќерка е 2 година во средно училиште и учи многу блиску до нашиот стан. Таа може да си дојде порано, може да изгуби час, едноставно нема правило кога ќе упадне дома. Што ќе се случи доколку таа упадне дома, додека тие ги местат нивните прислушни попат смешни уреди за кои што знам одамна и кои што не ги тргам нека ме слушат ако е толку интересно да слушат, бидејќи јас ништо не криам, јас се борам за државата, јас не се борам против државата, но еден ден сите овие ќе одговорат, бидејќи и самите оперативци кои што се стават во служба на режимот се свесни дека вршат кривично дело, бидејќи истите знаат дека јас не сум сторител на кривични дела. Ниту јас, ниту Зоран Заев сме здружени со исламски фундаменталисти и правиме крвава граѓанска војна. Тие се тие кои што дале 2 милиона евра во Липковскиот регион на банда криминална да изврши напад.